На ГАК ниедно успешно инвитро со години. Пациентки со ваучери за инвитро од Фондот за здравство се соочуваат со одговор дека ГАК не ја нуди оваа услуга, иако клиниката е наведена како едно од местата каде ваучерите може да се искористат. Додека државната клиника со години нема резултати во оваа област, жените се упатуваат кон приватни клиники, каде дел од услугите дополнително ги плаќаат од својот џеп. Темата истражува Мирослава Симоновска. Во следните 3 минути следуваат најновите случувања кај нас и во светот. Таткото на Меланија, девојката која јавно побара помош од институциите, доби кривична пријава за семејно насилство. МВР потврди дека е пренесен во болницата во Демирхисар. Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава против 56-годишниот ПЦ од Куманово поради сомнение дека сторил кривично дело за грозување на сигурноста, откако претходно неговата ќерка, физиотерапевтката Меланија Цветковска, јавно побара помош од институциите, тврдејќи дека со години семејството живее во страв поради неговото насилно однесување. Слободен печат преку своји извори објави дека тој е упатен во психијатриската болница во Демирхисар, а сега тоа го потврдува и МВР. Поранешниот директор на службата за општи и заеднички работи на владата Пеце Мирчевски е обвинет дека летал приватно со владиниот Лирџет, а со службената картичка си плаќал хотели и ресторани. Додека бил на функцијата, пак владиниот авион го управувал пилот кој немал соодветна обука, а склучувал и договори со рентакар фирма од која изнајмувал возила без надомест, тврди скопското обвинителство. Бегалецот Цуна е уапсен во Скопје, 4 дена откако им избега низ прозор на кочанските полицајци. Александар Лазаров Цуна, осомничен за трговија со дрога, е приведен во Скопје по 4-дневна потрага. Тој беше во бегство откако успеал да избега од полициската станица во Кочани, каде бил приведен со скокање низ прозорец. Повиците од Брисел не помогнаа. Партиите не најдоа заеднички јазик за изборниот законник, иако рокот истекува. Нема усогласување ниту за гласањето на диаспората, ниту за барањето за една изборна единица. ВМРО ДПМН не се откажува од гласањето на диаспората по електронски пат или по пошта. Обидот на левица да ги седне на иста маса опозицијските партии за да се договорат за една изборна единица пропадна, пошто почна и обвинувањата и препукувањата кој е поголем приврзок и играч на Мицкоски, дали СДСМ или левица. Советниците на ВМРО, ДПМН и СДСМ братски изгласаа да се градат хациенди на Водно. На продолжението од 9-та седница на Советот на општина Центар, мнозинството советници на СДСМ заедно со опозицијата од ВМРО ДПМН со 13 гласа за, братски го изгласаа нацрт деталниот урбанистички план со кој се предвидува изградба на хациенди на Водно, поточно под јужна обиколница, во пределот над полициската станица. Владата ќе проверува дали трговците неосновано ги зголемиле маржите на производите. Ристевски најави мерки доколку се утврди нереално зголемување. Министерството за економија ќе ги анализира податоците за цените и маржите, а доколку се утврдат неосновани зголемувања ќе следуваат мерки. Најави заменик министерот Маријан Ристевски. Тој посочи дека владата нема да воведува директно ограничување на цените, туку ќе интервенира само таму каде што нема пазарна логика во зголемувањето на цените. Целта според него е да се спречат дополнителни профити на сметка на граѓаните. Супер вторник покажа дека и покрај забрзаното проширување на Европската Унија, само Црнагора во моментов има реални изгледи наскоро да стане членка. Иако Брисел го забрзува процесот на проширување, дипломатските проценки се дека Црнагора останува најнапредниот кандидат за членство во Европската Унија. Украина и Молдавија се соочуваат со политички блокади, додека Албанија бележи напредок, но и натаму е под лупа поради сомнежи за корупција и владење на правото.
Турција нареди апсење на Нетањаху за злосторства поврзани со флотилата за помош на Газа. Суд во Истанбул издаде меѓународна потерница за израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху во рамки на постапка поврзана со пресретнувањето на хуманитарната флотила Сумут, која пловеше кон Газа. Во обвинението се наведуваат повеќе тешки кривични дела, меѓу кои злосторства против човештвото, геноцид, мачење и лишување од слобода. Дуа Липа ја поддржа Фламинго револуцијата во Албанија и протестот против изградбата на луксузен туристички комплекс поддржан од семејството Трамп. Пеачката изрази загриженост за транспарентноста на институциите и за одлуките со кои се менуваат правилата за заштита на чувствителни природни подрачја. Проектот предвидува изградба на луксузен комплекс на островот Сазан и крај брежјето на Звернец, што предизвика силен отпор кај еколошките организации и дел од јавноста. Фон дер Лајен пристигна во Киев за да разговара со Зеленски за дронови и пристапување во ЕУ. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен пристигна во Киев денеска за да се сретне со председателот Володомир Зеленски и да разговара за продлабочување на одбранбената соработка со посебен фокус на производството на беспилотни летала. Ова е втора посета на председателката на комисијата на украинскиот главен град оваа година. Тројца руси се обвинети за хакерски напади врз банки и болници. Америка нуди $10 милиони за нивно фаќање. Американското министерство за правда вчера објави обвинение против тројца руски државјани кои наводно им помагале на хакери да напаѓаат болници, училишта и банки низ САД, предизвикувајќи штета од околу $62 милиони. Трамп се закани со нови напади врз Иран ако нема преговори. Американскиот председател Доналд Трамп најави дека САД ќе ги прошират нападите врз Иран и ќе таргетираат електрани и мостови, доколку Техеран не седне на преговарачка маса. Заканите доаѓаат во услови на ескалација на конфликтот со нови американски напади и ирански одговори врз американски воени цели во регионот. За сето ова и многу повеќе вести од земјава и светот се читаме на slobodnpečat.mk. До гледање.